Од понеделник 24 јуни започнува четвртиот училишен спортски камп 2013, кој на едно место ќе собере 298 ученици од основните и средни училишта од државата, каде учесниците ќе си ги одмерат силите во различни спортски дисциплини. Ова е првата вест за денеска, во продолжение ги гледаме и останатите содржини. Пуштена во употреба првата автоматска метеоролошка станица во Скопје. Богата културна програма ова лето низ скопските општини. Петре Латиновски најавува изградба на училиште Живко Брајковски. Скопскиот плански регион денеска ја пушта во употреба првата автоматска метеоролошка станица во Скопската котлина, што представува почеток на градењето на мрежата за мезометеоролошки мерења на градот Скопје. Станицата ќе мери температура на воздух, релативна влажност, правец и брзина на ветерот и количество на врнежи и ќе овозможи континуирано следење на временските прилики во Скопје во текот на годината. Ивана Митковска. Од денеска започна да функционира првата автоматска метеоролошка станица во Скопската котлина, која представува почеток во градењето на мерната мрежа на градот Скопје. Станицата ќе мери температурата на воздухот, релативната влажност, правецот и брзината на ветрот, како и количеството на врнежи и ќе овозможи континуирано следење на временските прилики во Скопје во текот на годината. Со повеќе годишното мерење, пак ќе се добијат показатели за климатските промени во Скопската котлина. Ова автоматизирана метеоролошка станица ќе ги мери овие податоци, годишно мерење ќе ги обработи сите овие податоци и на крајот ќе има една анализа во насока на промени на климатските промени, кои што ќе бидат секако дека и граѓаните ќе бидат навремено информирани што ги очекува со времето. Значи, што ситуација ќе имаме согласно податоците што ќе ги добиваат преку ова автоматизирана метеоролошка станица. Првата автоматска станица за метеоролошки мерења е сместена во дворот на основното училиште Петар Попарсов во општината Карпош. Оваква автоматска мерна станица за температурата на воздухот, брзината на ветрот и релативната влажност се поставува овде во општина Карпош и тоа е првата мерна станица што се поставува во Скопскиот плански регион, имајќи во предвид дека веќе Министерството за екологија овде постави една станица која го мери квалитетот на воздухот и во кое што практично со ова нова автоматска мерна станица ние добиваме комплетни податоци и за квалитетот на воздухот, но и за други параметри, како што рековме, за релативната влажност, за брзината на ветрот и за температурата на воздухот, кои што се битни за надлежните државни институции. Значи, ова станица ќе биде поврзана со хидрометеоролошкиот завод, но во исто време граѓаните сите овие податоци ќе можат да ги видат на веб страната на Скопскиот плански регион, како и на веб страните на општините, во која што спаѓа и општина Карпош. Податоците од мерната станица ќе ги прибираат стручни лица од управата за хидрометеоролошки работи, а истите ќе бидат достапни за сите граѓани на интернет страниците на Центарот за развој на Скопски плански регион, градот Скопје и другите градски општини. Стандардна метеоролошка автоматска станица која е опремена со сензори за мерење на температура и на влага на воздухот, количини на врнежи и правец и брзина на ветерот. Мерењето се врши секоја секунда, а во јавност ќе се дистрибуират податоци од средните на 10 минути. Европската регулатива налага следење на микроклиматските услови во градовите со повеќе од 100.000 жители, а крајната цел е добивање податоци и информирање на јавноста за промената на метеоролошките елементи и појави под влијание на урбаната средина. Потребата од воспоставување мезометеоролошки наблюдувачки систем во урбаните средини е значајна и заради негативното влијание на климатските промени врз сите сегменти од урбаното живење. Проектот е реализиран од Центарот за развој на Скопски плански регион во партнерство со град Скопје, а е финансиран од владата на Република Македонија, односно Министерството за локална самоуправа, во согласно со програмата за регионален развој од 2012 година и чини околу 10.000 евра.
Тимот за одговор при катастрофи на Црвениот крст започна да циркулира низ улиците на Скопје, нудејќи им вода на граѓаните со цел да се освежат од високите температури. Тимот е подготвен да действува во наредните неколку месеци согласно препораките за топлотни бранови и заштита од нив. При тоа на граѓаните ќе им се мери притисок и ќе се делат дистрибутивни флаери со информации за заштита од топлотниот бран. Исто така до 15 септември годинава ќе функционира и бесплатната SOS линија за заштита од топлотни бранови, за што ќе бидат ангажирани обучени волонтери од клубот за млади на Црвениот крст. На бројот 3221-902 граѓаните ќе можат да се јават секој работен ден од 10 до 18 часот и да добијат одговори на своите прашања и совети за тоа како да се однесуваат на топло време. Министерот за информатичко општество и администрација Иво Ивановски денеска го посети интернет клубот во кој се реализираат бесплатни обуки за изработка и објава на содржини на Википедија. Целта на овие обуки е зголемување на бројот на статии на македонски јазик на Википедија и промовирање на оваа глобална интернет енциклопедија. Преку обуката, учесниците се запознаваат со значењето на Википедија, но и преку практични примери се обучуваат како може сами да изработуваат и објавуваат статии. Министерот за информатичко општество и администрација Иво Ивановски денеска го посети интернет клубот во Скопје, каде се одржуваат бесплатните обуки за изработка и објава на содржини на Википедија. Ова обука се реализира во период од 20 мај до 30 јуни 2013 година во бесплатните интернет клубови, училишта и факултетите во сите градови во Република Македонија. На конкурсот за учество на бесплатните обуки за изработка и објава на содржини на Википедија се пријавија 2300 лица, од кои 550 лица ги помина обуките во месец јуни. Во текот на летото ќе се организираат обуки за останатите пријавени лица. Министерството за информатичко општество и администрација овие бесплатни обуки за изработка и објава на содржини на Википедија ги организира со цел да се зголеми бројот на статии на македонски јазик на Википедија и промовирање на оваа глобална интернет енциклопедија. Преку обука, учесниците се запознаваат со значењето на Википедија, но и преку практични примери се обучуваат како може самите да изработуваат и објавуваат статии. Градоначалникот на општина Бутел Петр Латиновски денеска информираше дека неговите приоритети се проектите од областа на инфраструктурата. Пуштена е во употреба фекалната канализација од десната страна на реката Сирава. Изградена е мрежа за фекална канализација во населеното место Расадник со вкупна должина од 250 метри на улиците 15 и 21 во горната зона на целото Радишани со вкупна должина од 350 метри, истакна Латиновски. При тоа подсетувајќи дека е изградена атмосферска канализација во населеното место Живко Брајковски на улиците Душко Поповиќ, Александар Москов, Лазо Бујнов, Петар Маджунков. Изградени се улиците Боро Кралевски 6, 21 и 15. Решен е проблемот со напојување на електричната енергија. Изработен е проект за реконструкција на локалниот пат Радишани Љуботен. Најголем дел од мојот работен век беше посветен и работен со младите, така што грижата за младите продолжува и во третиот мандат. Решивме да го градиме училиштето Живко Брајковски, потенцираше Латиновски и додаде, од има потреба од уште едно училиште во Визбегово. Општина Бутел се подготвува за манифестацијата во чест на поранишниот претседател на Република Македонија Борис Трајковски, а ќе се вклучи и во проектот Сеќавање за Скопје. Клубот Матица од денеска ја почнува летната книжевна акција со книга на плажа, која ќе трае до 20 август. Читателите и членовите на Клубот Матица го избраа хитот за ова лето. Годинава тоа е најновиот роман на Халид Хосини и Планините од Екна, кој освои милиони читатели во светот. Халид е најчитаниот американски автор во светот кој е со афганистанско потекло и во моментов истовремено овој роман ја доживува својата светска промоција. Издавачот ги издвојува и најновото остварување на Розалинда Лейкер на Бал со кралот, Линвуд Баркли со Страф од најлошото и Стефани Дрей со Песната и Кринот од Нил. Покрај литература од сите македонски издавачки куќи ќе бидат понудени изданија од најголемата балканска издавачка куќа Лагуна со попуст од 33%. Со богата културно-забавна програма ќе им биде збогатено летото на жителите од општините Газибаба, Ѓорче, Петров, Киселавода и Аеродром, преку одржувањето на културните лета во овие општини. Музички концерти, театарски представи, детски фестивали се само дел од настаните кои ќе бидат организирани летово низ општините.
Традиционално, како и секоја година, така и оваа општините Газибаба, Ѓорче Петров и Киселавода со своите граѓани подготвуваат многу културно-забавни содржини за во летните денови. Од оваа година и општина Аеродром се приклучи кон организацијата на културното лето преку организирани бесплатни театарски представи со познати македонски актери, во соработка со Македонскиот народен театар, Драмскиот театар и театар комедија, на отворена сцена во близина на паркот на езерата. Во општина Ѓорче Петров по 8 пат од 22 јуни од 20 часот и 30 минути со гала концерт на културно-уметнички друштва од Србија, Турција, Кипар, Бугарија и Македонија на летната сцена во Реонскиот парк ќе започне овогодинешното културно лето во општина Ѓорче Петров. Манифестацијата ќе трае до крајот на септември, каде се предвидени повеќе од 20 културни настани. Настаните ќе се одржуваат на летната сцена на која ќе продефилираат многу познати имиња од домашната естрада, но и театарски представи, детски фестивали и многу други содржини кои ќе го привлечат вниманието на жителите од општина Ѓорче Петров. Како алтернатива за редовно одржување на настаните е и сцената на Центарот за култура Ѓорче Петров. 4 концерти со гости од Шпанија, Сицилија, Турција, Украина, Србија и Македонија ќе се одржат на 4-тиот меѓународен фолклорен фестивал од 5 до 8 јули, со кој општина Газибаба ќе го започне традиционалното културно лето. Локациите на кои ќе се одржуваат концертите се плоштадот Македонија, Ѓорче Петров, Стара Скопска чаршија и плоштадот во Автокоманда. Од година во година бројката на гости кои сами пројавуваат интерес за учество се повеќе се зголемува. Културното лето во Газибаба ќе трае до 31 август, во чии рамки ќе се одржат петровденските чествувања во месец јули во населеното место Јурумлари. Во рамки на чествувањето 50 години од катастрофалниот земјотрес Скопје се сеќава, ќе се одржат и денови на солидарност во паркот Борис Рајковски во населбата Ченто, која е настаната по земјотресот од донации од други градови. Во месец август во Црешево ќе се одржи ревија на народни носии, инструменти и песни. Големиот број на посетители ќе имаат можност да ги погледнат спојот на прекрасниот колорит на македонската народна носија, звуците на народните изворни инструменти, на прекрасните гласови на нашите македонски песнопојци и на орото, она која како традиција се пренесува од колено на колено од нашите предци на младите генерации, како и на народните умотворби. Исто така ќе бидат организирани голем број на концерти со сериозна забавна народна и детска музика на разни локации низ општината каде ќе има поволни услови. Под мотото обранувано 3 круши 2013 културно лето од утре до 3 август ќе се одржи 8-то издание на културното лето и во општина Киселавода. Во овогодинешното културно лето 3 круши 2013 ќе се организираат 15 манифестации, во кои ќе продефилираат ансамбли и културно-уметнички друштва, естрадни уметници, театри, камерни хорови, како и детскиот фестивал 3 круши, на кој ќе настапат ученици од основните училишта во општината. Овогодинешното културно лето ќе понуди богата и шаренолика културна програма, а ќе се одржи на повеќе локации низ општината. Гости и изведувачи на овогодинешното културно лето ќе бидат групата Синтезис и Драган Дутовски, едни од најиграните представи во Драмскиот театар, театар комедија и театарот за деца и младинци, како и музичките звезди Миле Кузмановски, Војо Стојановски, групата ДНК, Андријана Јановска и многу други. Организаторите очекуваат да се надмине минатогодишната бројка на посетители од 35.000. Според нив за тоа ќе придонесе богатата културна програма која до крајот на манифестацијата и свеченото затворање ќе понуди многу забава, хумор и секако спектакуларен крај со многу изненадувања. Новак Џоковиќ и Серена Вилијамс се први носители и фаворитите на третиот тениски Гренслем годинава Вимбелдон кој стартува во понеделник. Ова е само најава за спортските вести кои ќе ги погледнете веднаш по рекламите.